Добар ден. Ова е првото издание или продолжение на Фактор здравје во декември, последниот месец за оваа тековна 2019 година. И бидејќи првиот ден или 1 декември во светски рамки се прославува и одбележува како светски ден на сидата болест, денеска 2 декември, првиот работен ден од оваа седмица, го посветуваме токму на оваа тема ХИВ-СИДА. Јас сум Илија Николовски и ве поканувам до крај да бидете со Фактор здравје, а првенствено во првата рубрика Истражувањата докажаа. Кога станува збор за ХИВ-СИДА, ова хронично вирусно заболување, треба да се земе во предвид фактот дека лицето на оваа болест во многу случаи последниве 20 години драстично се менува. Тоа пред се однесува на терапевските модалитети кои што постојат и кои што ја држат под контрола оваа вирусна инфекција, а она што го реферира Светската здравствена организација на нејзината страница на глобалната мрежа е фактот дека близу 38 милиони луѓе во светот денес живеат со ова заболување. Треба да се нагласи фактот дека близу 2 милиони луѓе во светот годишно заболуваат или се инфицираат од оваа болест и она што радува токму и во нашата држава се терапевските модалитети кои што ја држат под контрола оваа болест. Затоа и денеска во Фактор здравје во продолжение ќе зборуваме на тема ХИВ-СИДА и ве поканувам вас да ни се придружите во однос на темата и гостинката чие што представување следува во продолжение. Темата ХИВ-СИДА денес во Фактор здравје ќе ви ја приближиме преку практичното и научно искуство на доктор Билјана Петреска, специјалист инфектолог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Доктор Петреска, добар ден. Благодарам што сте во Фактор здравје и какво е чувството? Добар ден, ве посакувам на вас и на гледачите на телевизија 24. Убаво е да се биде денес тука со вас и малку да позборуваме за нешто што е многу важно. Тоа е ХИВ-СИДА и за кое што вчера беше светскиот ден на ХИВ-СИДА. Да, денес ќе одвојуваме токму оваа тема и како добре додели загревање за она што ќе следува, како вие од ваш стручен аспект ја дефинирате оваа болест. ХИВ-СИДА е предизвикана од вирусот на хумана имунодефициенција или на скратено ХИВ, кој што предизвикува нарушување на имунолошкиот систем кај човекот, што доведува до значителен пад на имунитетот и истиот го прави осетлив на различни опортунистички инфекции. Тоа се инфекции од различни бактерии, вируси, паразити, па дури и го зголемува ризикот за настанување на одредени заболувања како што се карциномите. Да, и сето тоа води за жал и до летален или смртен исход, но за тоа ќе зборуваме подоцна. Ви благодарам уште еднаш што во име на клиниката за инфектологија денеска гостувате во Фактор здравје, а вие доколку имате интерес знаете дека секогаш сте добро дојдени по блокот реклами да ни се придружите со ваши јавувања. Вашите јавувања и вашиот интерес ги очекуваме со задоволство и се добродојдени и денес во Фактор здравје на 60919225 и 60919224. На тема ХИВ-СИДА разговорот денеска ќе го продолжиме со доктор Билјана Петреска, специјалист инфектолог. Бидејќи кажавте дека ХИВ-СИДата представува хронично вирусно заболување, кои се причините за негова појава и има ли најризична група со оглед на фактот дека секој, буквално секој може да биде заболен од овој вирус? Значи, како што напоменавме, ХИВ вирусот предизвикува оштетување на имунитетот кај организмот. Се пренесува на повеќе начини. Главни начини на пренесување се по сексуален пат, потоа се пренесува од мајка на дете и преку интравенско користење на заеднички игли кај лицата кои што интравенски користат дроги. На тој начин вирусот практично се излачува во повеќе телесни течности од организмот, како што се вагиналниот секрет се излачува преку семената течност и предсемената течност, а го има и во сите други телесни течности, пред се во крвта, потоа во амнионската, плевралната, перитонеалната течност во организмот, така што потребен е директен контакт помеѓу крвта на лице кое што е ХИВ позитивно со крвта на лице кое што е ХИВ негативно, за да дојде до пренесување на болеста. Со оглед на начините на пренесување на болеста, тука ќе ги дефинирам и ризичните групи, односно популации кои што можат да заболат и кои најчесто заболуваат од ХИВ вирусот, иако како што споменавте, секој е потенцијално во ризик да настане ХИВ инфекција.
Значи, како ризични групи, тука би ги спомнала мажите кои имаат секс со мажи, односно геј популацијата, потоа лицата кои што користат дроги интравенски, сексуалните работнички и затворениците. Тоа се ризични популации кои што ги дефинира и Светската здравствена организација. Како што реков, тоа не значи дека секој не може да биде инфициран од ХИВ вирусот. Да, односно секој може да биде и затоа и превентивно, како инфективно заболување, најдобра превенција е сигурно скрининг или тестирање за тоа дали е некој позитивен или ХИВ негативен. Точно така. Значи, превенцијата на ХИВ инфекцијата е исклучително важна и таа ни помага во сузбивање на самата инфекција. Зошто е тоа така? Светската здравствена организација постави неколку цели до 2030 година со цел да ја стави оваа епидемија под контрола. Значи, тоа се така наречените 3/90-ки, што би значило дека 90% од пациентите кои што живеат со ХИВ да бидат откриени, односно диагностицирани. Тука настапува тестирањето и превенцијата, што е многу важно за да се откријат како појдомна точка да се откријат случаите кои што се ХИВ позитивни. Следната фаза е другата 90-ка, која што всушност значи 90% од пациентите кои веќе се диагностицирани да бидат поставени на терапија, односно да земаат терапија за ХИВ инфекција. И третата 90-ка представува последната фаза, односно сите пациенти кои што земаат терапија да станат недетектибилни, односно да не може да се измери количината на вирус во нивната крв, со што тие всушност ќе станат и непреносливи за инфекцијата. Да. На почетокот ја споменав, и вие ќе се согласите и спомнавте во воведното излагање дека последните 20 на години чумата на 20-тиот век, како што се нарекуваше ХИВ-СИДА болеста, веќе е ставена под контрола, лицето неизино е сменето. Дали тоа значи дека и патогенезата или развитокот на оваа болест како вирусно заболување, додавање на клинички симптоми или клинички манифестации на некој начин може во рана фаза или порано да се открие? И што значи тоа рано откривање? Значи, ХИВ вирусот, кога ќе навлезе во организмот, како што рековме преку начините на пренос на инфекцијата, пред се рековме го напаѓа имунитетот на домаќинот. Тоа би значило ги оштетува белите крвни зрнца, особено Т-лимфоцитите или така наречените CD4 Т-лимфоцити. Кога ќе дојде до овие лимфоцити, тој се размножува во нив, ги уништува, со што се намалува нивниот број, што резултира со оштетување на имунолошкиот одговор и појава на болест. Најчесто во акутната фаза на болеста, значи тоа е онаа примарна инфекција, кога количината на вирусот во циркулацијата е исклучително голема и исклучително брзо се размножува, доведува до инфицирање на овие имунолошки клетки и знаците, односно клиничката слика на оваа примарна инфекција е мошна неспецифична. Што би значило? Најчесто се појавуваат неспецифични симптоми од типот на малаксалост, слабост, покачена температура, болка во грлото, појава на различни видови на исипи по телото, кои што или пролонгирано појава на течни столици или диареја, што како изголемување на лимфните јазли, исто така е еден од симптомите кои што ги среќаваме, и сите тие може да асоцираат на голем број на други заболувања кои што се предизвикани заеднички од други вируси и бактерии, така што инфекцијата може да остане непрепознаена. Она што е многу важно, да лицата кои што имаат вакви симптоми, кои најчесто се јавуваат некаде 4 до 6 недели после инфекцијата со ХИВ вирусот, а имале претходно некаков ризик, рачунајќи на сите тие ризични начини на однесување претходно кои што ги напоменав, би требало веднаш да се тестираат. Тоа е рана фаза кога инфекцијата може да биде откриена и кога може да биде ставена под контрола со соодветната терапија. Во понатамошниот тек на болеста, имунолошкиот систем на човекот се обидува да ја стави инфекцијата под контрола. Практично вирусот помалку се размножува, се одржува некое ниво на CD4 и организмот е практично во една асимптоматска фаза. Значи, немаме никакви клинички симптоми на болест. Пациентот се однесува како здрав организам, иако всушност ХИВ вирусот постои и понатака се размножува. Периодот до настанување на крајниот стадиум на ХИВ инфекцијата, кој што е синдромот на стекната имунодефициенција или СИДА,
се јавува кај различни луѓе за различно долг период, што би значило дека кај најголем број од пациентите може да помине и до 10 години до појава на тој краен стадиум, односно СИДА. Кај еден помал број, некаде помалци од 5%, периодот може да биде продолжен дури до 15 на години, а други 5% може да имаат исклучително брз развој на болеста, кој што би се јавил за некаде 2-3 до 5 години од настанувањето на инфекција. Крајната фаза, синдромот на стекната имунодефициенција или СИДА, е тешка болест, со оглед на тоа што од една страна го имаме оштетениот имунитет на човекот, значи практично организмот не може да се бори против нацацанатите инфекции, и од друга страна имаме исклучително голем број на инфекции кои што можат да бидат присутни. Значи, тука тргнуваме од различни бактериски, вирусни, паразитарни заболувања, вклучувајќи ги херпес вируси, варичела зостер, цитомегаловируси, пнеумоцистискарини, токсоплазмоза, хистоплазмоза, па се до појава и на туберкулоза, која што исто така е застапена. Да, значи застапена во светот, кај пациентите со ХИВ инфекција многу често умираат од туберкулоза, практично, односно од нејзина активација, од компликацијата на некој начин од болеста. Па дури и до појава, како што напоменав претходно, на состојби како што се карциномите, односно појава најчесто кај пациентите со ХИВ инфекција на капоши саркомот и на нон-Ходжкин лимфомот. Тоа значи дека овие стадиум или крајниот стадиум на болест е едно системско, многу сериозно и сложено заболување, всушност и она што го кажавте, дека веќе организмот оди кон крај, односно кон смртен летален исход. Тука и кога би ја давале антиретровирусната терапија, која што е специфична за ХИВ инфекција, ги лекуваме и болестите, односно сите овие причинители кои ги напоменав, етиолошки, значи ги даваме терапија и за нив, сепак помошта од организмот недостасува. Значи имунолошкиот систем е исклучително нарушен. Да не зборувам дека самиот ХИВ вирус сам по себе може да предизвикува и други оштетувања, како што се ХИВ енцефалопатија, оштетување на други системи, односно бели дробови, гастроинтестинален систем и така натаму, што дополнително ја влошува состојбата. Да. Она што е важно, кажавте дека во таа акутна фаза кога симптомите се неспецифични, она што може да се направи е да се дијагностицира дали само преку земање на крв, односно лабораториска анализа, или дополнително потребни се други исследувања. Дијагнозата на ХИВ инфекцијата се поставува со неколку видови на тестови. Некои се повеќе специфични и сензитивни, некои помалку, меѓутоа генерално имаат значителна практична вредност. Едни од нив се брзите тестови, кои што се достапни, практично може да се направат многу лесно и се достапни на секаде. Во смисол, во нашата држава ги имаме и на клиниката за инфективни болести, ги има и во голем број на невладини организации кои што работат со ХИВ-СИДА, и пациентите кои што сакаат можат да се тестираат на овие места, и тоа тестирање да биде анонимно, значи едноставно да го дознаат својот ХИВ статус. Она што го кажав и претходно, многу е важно пациентот да го знае својот ХИВ статус, дали е негативен или позитивен, заради навремено спречување на сите овие компликации кои ги напоменавме. Втората група на тестови со кои што се работи се ELISA тестови, тоа е ензим имуноесеј тестовите, и кај нас се користат третата и четвртата генерација на тестови кои што се високо сензитивни и високо специфични. И по добивањето на овој резултат се прави уште еден тест, тоа е Western blot, исто така високо специфичен тест, кој што служи за потврда на дијагнозата, и на крај се прави полимераза верижната реакција, односно PCR-от, со кој што се детектира количината на вирусот во крвта, односно добиваме практично бројка на вирус колку имаме во крвта кај пациентот. Да, и пред рекламите во овој прв дел од емисијата ми споменавте, пред да влеземе во студија, тоа е една од поентите за која што сакаме јавно да споделите информација, е фактот дека барем еднаш во животот секој треба да направи свој ХИВ статус или да провери дали е ХИВ позитивен или
негативен, нели, да се одрекне значи, тоа? се враќаме повторно на превенцијата. Да. Се враќаме повторно на моментот дека ова е инфекција која што често е непрепознаена. Значи, секој во својот живот барем еднаш треба да направи ХИВ тест. Додека сите ризични групи треба да бидат повнимателни и да го прават ХИВ тестирањето почесто. Да, ви благодарам за овој прв дел од разговорот по блокот реклами. Ве поканувам да останете со Фактор здравје и да ни се придружите со ваши прашања или споделување на информации во контекст на темата ХИВ-СИДА. Добро дојдовте во вториот дел од Фактор здравје со денешната тема ХИВ-СИДА, тема која што ќе продолжиме да ја разговараме со доктор Билјана Петреска, специјалист-инфектолог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Пред моето следно прашање имаме веќе некого на линија. Добар ден, дали ме слушате? Добар ден. Добро дојдовте. Поставете го прашањето. Добре ве најдов. На телефон доктор Радивоевиќ од Битола. Благодарам. Бивш раководител на докторката Билјана од Ургентниот центар од Битола. Се најдовте, јавно. Да ја пофалам докторката како извареден млад доктор кој работеше во ургентната служба во Битола и да ја благодарам за изваредната соработка која ќе носиме пациенти во Скопје. Добре. Имено, најоддалечен град од Скопје при транспорт на пациенти е Битола. И веројатно сте свесни дека ниеден пациент не се разболува на клиника, туку многу подалеку, а ние сме најдалеку. Факторот на изгубено време, кај многу хитни пациенти, менингити, енцефалити, покрај другото и СИДА, се уствари се транспортираат од Битола. Треба малку да се дискутира за проблематиката на транспорт на тие пациенти, во какви услови се транспортираат, дали се тие услови соодветни за транспорт, начинот на прием на тие пациенти и соработката меѓу заразното одделение од Битола или останатите градови со клиниката. Да. Нашата соработка со докторката Билјана досега до овие моменти била изваредна и токму заради тоа сакам да ја пофалам. Благодарам. Да. Благодарам докторе Радивоевиќ, чинам дека беше, да. Еве јавно ви благодарам. Тоа што го споменавте не е тема на разговор овде во Фактор здравје, но како стручно лице, еве јавно ве поканувам и вас да ни гостувате. Имате ли коментар? Јас би сакала само да се заблагодарам на докторот за пофалбите и се надевам дека и понатака ќе соработуваме. Сигурно. Да се вратиме на она што денеска го зборуваме во контекст на 1 декември, светскиот ден со кој што се одбележува СИДАТа и се подигнува јавната свест за ова заболување. Какви се податоците во Македонија и дали тие одат во нагорна линија во однос на претходните години? Во Република Северна Македонија до сега од почетокот практично од првиот случај кој што е регистриран во нашата земја во 1987 година се регистрирани вкупно 463 пациенти со ХИВ инфекција. За жал, во времето на непостоење на антиретровирусната терапија, слабата достапност, односно недостапност на истата, голем број од пациентите, како што споменав претходно, завршуваја со краен стадиум на болеста или СИДА и практично завршуваја со смрт. Од периодот некаде 20 години наназад, кога е воведена антиретровирусната терапија, која што е специфична за ХИВ инфекцијата, работите се изменуваат и за наша среќа пациентите кои што ја примаат терапијата, редовно ја земаат, се само ХИВ позитивни, меѓутоа со недетектибилно ниво на вирусот во циркулацијата, во крвта, и на тој начин не можат да ја пренесат инфекцијата и на тој начин овие пациенти практично имаат долг, здрав и квалитетен живот, кој што според светските исследувања се изедначува со просечниот животен век и на лицата кои што се ХИВ негативни. Се извинувам. Да, сакавте да кажете и она што сакам уште еднаш да го потенцирам, дека лицата кои што ќе се детектираат со ХИВ вирусот на некој начин, не на некој, туку де факто и фактички кога ја земаат терапијата, од една страна не ја пренесуваат оваа болест, ова вирусно заболување, а од друга имаат нормален живот. Дали тоа значи дека жените може да раѓаат бебиња, мажите може да имаат нормални сексуални односи со партнери, заштитени, незаштитени односи? Така. Значи, пациентите кои што се наредува на антиретровирусна терапија и кои што споменав се недетектибилни, не ја пренесуваат болеста. Тоа е еден начин на превенција, покрај другите кои ќе ги напоменам малку подоцна. Значи, тоа се вика терапијата како превенција.
Што би значило, светските бројки покажуваат дека дури и пациентите кои што се во геј популацијата, односно на сероразлични двојки, што би значило едниот е ХИВ позитивен, другиот е ХИВ негативен, студиите покажуваат доколку лицето кое што е ХИВ позитивно и зема редовно антиретровирусна терапија и последните 6 месеци е недетектибилно, не може да ја пренесе болеста на ХИВ негативното лице, односно процентот во некои студии се граничи приближно до 0. Истото е тоа се одесува и на вертикалната трансмисија, односно трансмисијата од мајка на дете. Болеста, односно вирусот, може да се пренесе преку плацентата, значи во тек на самата бременост, а многу поголем е ризикот во текот на раѓањето, односно самото породување, како и постпартално, бидејќи вирусот се излачува во мајчиното млеко, може да се пренесе со доењето. Постојат неколку начини на кои што тоа можеме да го спречиме, најважен е тоа да мајките, односно бремените жени се тестираат редовно за ХИВ инфекција, навремено добијат терапија и ги постигнат тие недетектибилни вредности на ХИВ инфекцијата. Бидејќи според студиите породувањето дури може да биде без царски рез кај овие пациентки и да се роди природно породување и да се роди здраво бебе кое што е ХИВ негативно. За наша среќа и наше искуство, ние имаме 2 такви храбри мајки кои што примале антиретровирусна терапија, кои што се беа недетектибилни во период на 6 месеци претходно, и родија 2 здрави ХИВ негативни бебиња. Да, кажавте дека изминатиот период од 1987 практично до оваа година, тоа се 32 години кога е воспоставена првата дијагноза или откриен првиот случај во државава, до денеска 463 пациенти, што значи тоа во последнава година споредбено со претходните? Дали е во пораст или се намалува бројката на заразени? Од таа бројка на 463 ХИВ инфицирани лица, ќе кажам дека во првите години голем број завршува, како што реков, со смртен исход и некаде статистичките показатели кажуваат дека тоа е некоја бројка од 99 случаи кои што се веќе починати. Од останатите случаи бројот на пациенти кои што се на терапија е 275, значи тоа се пациенти кои редовно доаѓаат на нашата клиника, редовно прават контроли и редовно ја земаат терапијата која што е достапна на нашата клиника за сите пациенти и е бесплатна. И овие пациенти во над 95% се детектибилни. Практично се враќаме на оние 290-ки, вторите 290-ки кои што ги спомнав и кои што се таргет на Светската здравствена организација, кои во нашата земја веќе ги имаме постигнато и ние е потребно уште онаа првата 90-ка за превенција која што ќе ја зголеми бројката на тестирани лица, на лица кои што ќе го дознаат својот ХИВ статус. Зошто го велам тоа? Затоа што ХИВ тестирањето не треба да биде табу тема, не треба да биде нешто од кое што луѓето ќе се плашат. Зашто? Затоа што денеска постои терапија, затоа што денеска инфекцијата се изедначува со хронична болест како што е дијабетот или како што се кардиоваскуларните заболувања, каде што редовно примате терапија, редовно доаѓате на контроли и имате не заразуваат други лица тие живот и овие пациенти практично не заразуваат други лица и со тоа спречуваат ширење на инфекцијата, со што инфекцијата би се ставила под контрола. Последните неколку години имаме мал пораст на бројот на лица кои што се заразени со ХИВ вирусот. За жал, некаде после 2014-15 година бројките се нешто поголеми на новооткриените случаи. Можеби тоа се резултира и на подигање на свесноста и на поголем број на лица кои што се тестираат за ХИВ вирусот. Така што, отприлика, последните 3-4 години бројките се движат на околу 40 новооткриени случаи годишно. За да последнава година, некаде до кај 1 ноември, бројката на ХИВ инфицирани лица за оваа година изнесува 59. Уште еднаш само, сакавте да дополните слободно? Да, тоа сакав да завршам. Само да подсетам уште еднаш во однос на вашата експертиза, доктор Билјана Петреска, специјалист инфектолог, ви стои на располагање како и тимот во јавната здравствена установа, Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје, како за тестирање, така и за сите ваши недоумици, совети или закажување термини.
прашања, а вие имате уште малку време доколку имате интерес да поставите прашање и директно се јавите денеска во Фактор здравје на 60911925, односно 60911924. Бидејќи доаѓате од терцијерна здравствена установа, единствена во државава која што ги третира овие пациенти, не спомнавме еден податок, а тоа се однесува и ме интересира во однос на пациентите кога ќе се диагностицираат, дали се хоспитализираат и во кои случаи тоа се случува? Пациентите кои што доаѓаат на клиниката, еден дел се пациенти кои што едноставно доаѓаат и анонимно се тестираат, значи тоа практично не се наши пациенти, се додека не се потврди, односно открие верификува ХИВ инфекцијата. И тоа може да се направи во нашето советувалиште, каде што постои психолог и социјален работник и кои што секојдневно нудат услуга на сите лица кои се заинтересирани, кои сакаат да прашаат различни информации во однос на ХИВ инфекцијата. Повеќето од нив и денеска ги спомнавме, како во однос на тоа како се пренесува, кој е ризикот за настанувањето на инфекцијата, колку постои ризика одредено лице кое што се извинувам, било во контакт со ХИВ позитивно лице, како информации во однос на терапијата, како се зема, кои лекови се применуваат, како се однесува... На колку време предпоставувам се зема? Терапијата се зема во тек на целиот живот. Да. Значи, кога едено... Зборот ми беше време трајањето или интервалите помеѓу две земања. Така, од што зависи? Од што зависи точно, дали е тоа пред јадење, после јадење и така натаму. Значи, сите информации можете да ги добиете од тимот кој што работи на ХИВ инфекции на инфективната клиника. Тоа се лекари специјалисти, медицински сестри и, како што реков, психологот и социјалниот работник. Со комплетна доверливост на податоците и односот лекар-пациент. Друго што сакав да напоменам во однос на ХИВ инфекцијата, јас се извинувам. Значи, спомнавте за пациентите кои што се хоспитализираат или не се хоспитализираат. Пациентот кој што ќе дојде кај нас доколку нема симптоматска инфекција, односно не покажува симптоми на болест, се прават сите потребни скрининг иследувања, кои што се разбира се работи по протоколи како на Светската здравствена организација, така и на европските здруженија. Значи тоа се протоколи, гајдлайнси кои што ние редовно ги следиме и работиме по нив. И пациентот, кога ќе се направат сите тие испитувања, ќе се потврди инфекцијата, се веднаш се почнува со терапијата. За наша среќа, ние сме многу блиску до целите на светот, на Европа, пациентот што побрзо да се диагностицира и што побрзо да се постави на терапија. Значи да се скрати оној период меѓу диагнозата и поставувањето на терапијата. И тоа е мощно важно, затоа што претходно постојаја други ставови на кои што пациентите се ставаа на терапија кога ќе се намали имунитетот, кога ќе паднат бројот на CD4 под 250, 350, денес тоа не е така. Денеска секој ХИВ позитивен пациент треба да се стави, односно да се започне веднаш на терапија со антиретровирусна терапија. Додека оние пациенти кои што имаат клиничка слика, значи дали се тоа некои опортунистички инфекции, дали се тоа самата директното дејство на ХИВ вирусот на организмот или веќе развиена СИДА или стекнати синдром на имунодефициенција, значи краен стадиум. Тоа се пациенти најчесто во многу тешка општа состојба. Ваквите пациенти се хоспитализираат на клиниката, каде што комплетно се поставуваат на терапија, како во однос на ХИВ инфекција, така во однос и на сите други инфекции пропратни кои што можат да се јават во тек на ова заболување. И она што остана, да го кажеме на крај или завршување на овој разговор, се советите, односно превенцијата во однос на ова заболување и дали лицата кои што веќе земаат терапија имаат некакви ограничувања во смисла на неизвршување на некои обврски или да се чуваат од некои инфекции кои што можеби ние кои што ја немаме таа инфекција во смисла на други инфекти или агенси на некој начин да бидат изолирани или да ги избегнуваат? Морам да кажам дека тоа што порано СИДАта представуваше, имате ХИВ позитивно лице, имате СИДА и завршува со смрт, денес тоа навистина не е така. Лицата кои што имаат се ХИВ позитивни, тоа се само ХИВ позитивни лица, како што напоменав, лица кои што не ја пренесуваат болеста, го носат едноставно вирусот, си ја земаат редовно терапијата, тоа се лица кои што имаат квалитетен, здрав живот
и овие лица нормално може да ги извршуваат сите обврски и да функционираат во општеството како и сите други ХИВ негативни лица. Да. И како последна поента, уште еднаш стравот или стигмата во однос на ова заболување, сигурно моментот е на соопштување на вест, ако едно лице е носител на ова заболување или овој ХИВ вирус, тоа значи дека веднаш се става под терапија и уште еднаш да потенцираме веќе по протокол и се следи со редовни контроли. Да. За жал, се уште имаме некаква стигма или некаков страф од настанувањето на ХИВ инфекцијата и соочувањето со статусот ХИВ позитивно лице. Тоа не треба да е така, значи апелирам до сите кои што дали биле во ризик или не биле во ризик, едноставно треба да се направи барем еден ХИВ тест во животот, да се дознае нивниот ХИВ статус. Со тоа пациентот брзо ќе дојде до терапија, брзо ќе биде поставен под контрола, редовно ќе доаѓа нормално на контроли, секогаш ќе ја има поддршката од медицинскиот тим и од сите оние кои што работат на клиниката за инфективни болести. Исто така има голем број на информации и брошури кои што можат, кои се достапни, се изработени, кои што можат да се прочитат, да се информираат и на тој начин да спречат нешто што може да заврши лошо доколку не се открие навреме, а нашата медицина денеска ни дала можност да го ставиме под контрола и да живееме нормално. Сигурно и квалитетно, како што рековте. Да. Ви благодарам многу за вашето гостување, за можноста што ни ја дадовте да ве представиме пред нашата публика и покана повторно да бидете дел од Фактор здравје. Ви благодарам и на вас, се надевам ќе се видиме и во друга прилика и поздрав на гледачите. Да, ова веќе е потврдено дека повторно ќе ни бидете гостинка. Благодарам уште еднаш. Доктор Билјана Петровска, специјалист инфектолог, беше денешна гостинка во Фактор здравје. Ви благодарам за вашиот интерес и внимание и покана утре повторно да бидете дел од вашата и наша здрава навика. До тогаш пријатно и останете со нашата програма.